Чувствуваме дека реакциите на власта против ваквите собери наликуваат како владите да имаат агорафобија. И како резултат на тоа гледаме дека просторот за граѓанска активност се стеснува и мирните јавни собери се повеќе се подложни на насилства и се ограничуваат. Се чувствуваме како треба да скокаме многу административни пречки за да дојдеме до она наше право на собир и да можеме да го истакнеме нашето мислење. Ограничувањето на правото на јавен собир имало од секогаш, но пред да одиме во поголема дискусија околу тоа со мојот соговорник Майкл Хамилтон и за гаранциите кои што постоја да може ова право да се изразува, сакав накратко да се осврнам на некои од трендовите што ги забележување. Прво, ограничувањата на јавните собири се забележуваат не само во земјите што се во развој, туку и оние што се, да кажам, сметаат за развиени демократски. И како што можевте да видите, се надевам, од визуализацијата, значи напливот на собири доаѓа се повеќе и е се попростран. Минатата недела слушнавме за Америка, претходно имаме, значи, Британија, Франција, значи, собирите се присутни секаде и во се поголема масовност. Но и во сите овие земји гледаме дека се повеќе се усвојуваат закони со цел да се попречат, да се стават пречки на правото на јавен собир и се воведуваат се подрастични мерки. Понатаму гледаме случаи кога се носат закони со цел да се легитимизираат одредени владини действија или ограничувања. Например, собирите се дозволуваат на места кои што се сметат како јавни, каде што може секој да присуствува, но гледаме дека секогаш владите како да седен чекор пред нас, па знаат точно кои места ќе ги привлечат луѓето и поради тоа однапред или ќе закажат свој настани на тие места, или пак ќе го ограничат просторот со тоа што ќе изјават дека за одреден период е закупено или од полицијата или се смета како место кое што локалната самоуправа за одредена цел го користи, на тој начин тамо не може да се соберат луѓето. Ограничувањето на правото на јавен собир го гледаме дека го засега и правото на изразување, како што каже и Майкл, тие се многу поврзани едни со други. И она што се повеќе гледаме дека новинарите кои учествуваат во протестите се наоѓаат на страната како жртви, не само на начинот на кој што им е дозволено или недозволено да објавуваат настани околу протестите, туку пак и тие честопати може да бидат и самите уапсени.